почитувана председателка на комисија, почитувана колешка Славјанка Петровска. Внимателно го слушав вашиот говор и успеавте да ме вратите во минатото и во некој претходен мандат. Па се почувствував дека вие како тогашен пратеник зборувате и го критикувате министрот за финансии Фатмир Битики, без име се извинувам, кој што ниту еднаш не дојде освен при излагањето на експозето да го брани буџетот во изминативе 7 години колку што беше министр. Се почувствував дека Славјанка Петровска како пратеник излегува и критикува влада на СДС и ДУИ за задолжувањата, затоа што фактите и бројките се неприкосновени, а тие велат дека вашите влади за 7 години ја задолжија Република Македонија за онолку колку што сите влади од осамостојувањето до 2017 задолжи. Че го дуплиравте долгот на државата. Слушнав и си помислив дека Славјанска Петровска го критикува СДС за транспарентност при носење на буџет, односно нетранспарентност, затоа што во тој периоди се сеќавам имаше протести на пензионери, доаѓа овдека синдикати, па ги примаше опозицијата затоа што не сака вашите колеги да ги примаат, и ги слушавме нивните барања и ги предложувавме во форма на амандмани, кои што за жал подосна беа нетранспарентно одбивани од пратениците на владачкото тогашно множество на СДСМ и ДУИ, или пак се почувствував дека, замислете, Славјанка Петровска како пратеник критикува влада на СДС и ДУИ, која што влезе во аналите, влезе во извештајот на Европската комисија како влада која што најмногу злоупотребува европско знаменце при носење на закони. Да бидам искрен, од вас како поранешен министер за одбрана очекував пофалба на буџетот за одбрана, кој што, како што и самата рековте, е зголемен, затоа што такви пофалби ќе стигаат од нашите меѓународни партнери и е Македонија држава која што во наредниот период ќе биде една од ретките која што ќе ги исполни тие НАТО стандарди во делот на одвојувањата на буџетот, и очекував од вас таква конструктивна пофалба и исто така, познавајќи ве, барем од собранието, очекував и конструктивни предлози во делот на, барем во делот на секторот кој што сте го раководеле, во делот на одбраната. Ви благодарам.